Почитувани присутни, добре дојдовте на настанот кој што го организира Академијата за банкарство и информатички технологии во рамки на глобалната недела на предприемништвото во Македонија. Моето име е Симона Чаминска, националниот координатор на глобалната недела на предприемништвото, која што е светска иницијатива што моментално се одржува паралелно во 200 други држави во светот, обединува публика од околу 10 милиони жители и се фокусира на области од тема на предприемништвото, каде над 10.000 партнери организираат околу 35.000 активности, кои што имаат за цел да ги подобрат условите за развој на предприемништвото во секоја држава. Како и секоја година, постојат глобални теми кои што се обработуваат, меѓу кои предприемачкото образование, соработка на институциите во рамки на екосистемот, потоа инклузивно предприемништво со посебен фокус на жени и млади и креирање на квалитетни јавни политики со кои што државата би можела да му помогне на приватниот сектор. Во Македонија организираме 50 активности во рамки на 10 градови од повеќе од 40 партнери и не представува задоволство што токму Академијата за банкарство и информатички технологии одлучи да се вклучи оваа година со своја активност. Верувам дека ќе посведочиме на многу интересна дискусија, можеби на академско ниво и на ниво на приватниот сектор, за да видиме што се темите кои што се поврзани со ефектите од ковид, како пандемијата се одрази врз бизнисите. Верувам дека ќе ви биде навистина интересно да ги следите и со ова би сакала да се заблагодарам на АБИТ за интересот за организирање на овој настан и да ги поканам учесниците да ја започнат дискусијата. Благодарам многу. Благодарам на воведот и отварањето на колегите од организатори на глобалната недела на предприемништво. Моето име е Синиче Наумовски, од представник од првата Македонска банкарска академија. Јас ќе бидам модератор и ќе го водам овој панел или оваа дебата. Практично дебатата има наслов пост-ковид периодот и високата инфлација, ефекти за економијата и банките. Особено актуелна тема во едно значајно време на криза, на пост-ковид, на две или последователни години со пандемија и речиси сега сме во средина на една глобална економска војна, би рекол можеби трета, или конфликтот или војната, слободно можеме да кажеме веќе војна во Украина или руско-украинската војна. Би започнал со една мисла на професорот Исак Диџес, познат евреин кој работи во Америка, меѓу другото ќе истакне. Најважната улога не само на директорот, туку и на сите во секоја организација е да создаваат доверба. Затоа што надвор можеби е грозно, но ние ќе обстоиме заедно. Ова е убава мисла на Исак. Најнапред, како што и кажав, ние сме во кризна година и мој личен став е дека сепак во областа на монетарната економија или банкарскиот систем сепак има карактеристика на реален оптимизам. Но не треба и сите да сме многу упатени да согледаме дека самите банки си ја вршат нивната работа овие 3 години последователно добро, иако е кризна, иако се кризни би рекол години, но важно е како ја поднесуваат кризата стопанството и граѓаните. Затоа сакам на оваа дискусија во овој воведен дел да им се заблагодарам на сите учесници, на професорите, на председателите и подпредседателите на една од најголемите стопански комори, ќе ги представам последователно како ќе дебатираат и ќе ги повикам еден по еден, со тоа што од 5 до 7 минути или од 7 до 10 еве, нека биде некое оптимално време, би имале излагање сите, па на крај би оставиле простор за дискусија и помеѓу нас и помеѓу гостите на онлайн кои не следат на преку 20.000 фоловерс на Академијата на порталот и колегите од Стартап Македонија и Global Week Македонија. Ние сме согласни во АБИТ дека стопанството ќе почне да заздравува во втората половина на 23-та. Некаде нормално би можеле да функционираме, сме на мислење во 2024-та. Или ајде да бидеме попрецизни, на почетокот од второто полугодие на 2023-та, ако не се случат поголеми тектонски пореметувања, што не очекуваме со војната на источната страна на земјината топка или украинската војна. Во тој случај сакам прв да ја отвори дискусијата, можеби би рекол доаенот на монетарната економија, професорот доктор Љубе Трпевски, македонски економист, универзитетски професор,
поранешен министар во владата, во македонската влада и поранешен гувернер на Народната банка. Наш пријател на академијата веќе 8,5 години и голем советник и поддржувач во напорите кои сакаме да ги имплементираме како академска заедница. Професоре, повелете. Благодарам, Синиша, за најавата и благодарам за поканата да учествувам на оваа конференција. Покрај многуте негативни работи што ги донесе пандемијата, има и некои позитивни, а тоа е да може да се работи од дома. Веќе во западните земји на широко тоа почна да се применува, а ево и конференции да се организираат на ваков начин. Го спомнавте професорот Исак Адиџес, кога бев јас во владата, тој ни држеше курс на една група на министри од владата на чело со тогашниот премиер, како да се соочуваме со конфликтни ситуации, како да ги разрешуваме тие конфликтни ситуации, и ни остави вака една многу пријатни спомени имам од тој курс што го држеше. Дали се слушаме? Добро. Сега нешто се меша, не можам да. Ако добро, можете да продолжите, професор. Да, може. Ако треба сега на темата да се вратиме на првото прашање, причините веќе се опште познати за инфлацијата што се појави во целиот свет, па и кај нас. Ние на студентите тоа им го предававме како класичен пример на инфлација на трошоци. Каде што трошоците се главните двигатели на оваа инфлација, и тоа трошоците предизвикани од порастот на цените на енергенците и порастот на цените на храната во светот. Повод е ова што се случува во Украина. Сега трет фактор кој што кај нас се појавува покрај овие два фактори, кој што предизвикува нешто повисока инфлација него ли во земјите во Европската унија, е, пошто сме мала земја отворена, многу се свежи сеќавањата од пред 20 на 30 години, кога имавме хиперинфлација во земјата. Инфлационите очекувања се третиот фактор според мене, кој што е главниот двигател на порастот на цените кај нас. Сега, кога е класичен пример на инфлација на трошоци, тука монетарната политика нема многу простор за делување или не е толку ефикасна како што се мерките што се превземаат со фискалната политика. Народната банка превзеде одредени мерки, тие се во ред за смирување на инфлацијата, меѓутоа, за разлика од земите со развиена пазарна економија, да речеме од земите од еврозоната, кај нас нема таква меѓузависност помеѓу мерките што ги превзема нашата Централна банка и комерцијалните банки, заради тоа што нашите комерцијални банки пливаат во ликвидност и немаат толкава потреба од ликвидносни средства од нашата Централна банка, како што имаат во овие земји во еврозоната, и заради тоа таму е подигањето на референтните каматни ставки на централните банки има многу поголемо влијание и побрзо влијание отколку што е кај нас. Ме радува мене фактот што постои, колку јас што имам информации,
то вие повеќе знаете како членови на Советот, овде неколку има панелисти меѓу вас, на Советот на Народна банка, што постои тесна координација помеѓу Народна банка на Република Македонија и Министерството за финансии. Тоа е клучно во овие услови за да можеме да се справуваме поефикасно со инфлацијата. Ја можам вака да ви илустрирам со еден пример, кога јас бев гувернер, а еден министер за финансии во преговорите со Меѓународен монетарен фонд за стендбај аранжман бара 60% инфлација. Луѓето во несвест уште малку да паднат кога им го спомнува тоа. И веднаш ги прекина преговорите, побараа средба со премиерот, вика исто, и јас мислам ќе го решиме проблемот на невработеноста со висока инфлација и со висока девалвација. Сега од таа состојба тогаш и сегашната состојба на стручноста на луѓето и во Народна банка и во Министерството за финансии што ги водат, е сосема, тоа ми дава да бидам оптимист дека ќе се справиме со ситуацијата и колку да е тешка. Благодарам, професоре. Можеме да продолжиме понатаму, па после ќе се вратиме со прашања во однос на дискутантиве. Како што вели народот, паралелно со независноста на државата, ние како систем би рекол дека сме во перманентна криза. Од тука сумна мисла дека во овој период ќе имаме навистина едно искушение економско, ако може така да се нарече. Кој народот и македонската држава, убеден сум или оптимист сум дека ќе го совлада. Да се подсетиме, нели, реков неколку пати, после 2 тешки години на пандемија, ние веќе ја живееме пост ковид, така и носи наслов дискусијата, пост ковид годината, но како копнеевме за нормален живот дојде и руско-украинската криза, како дополнителна и маргинална мачнина. И не само на нас, на регионот, па и глобално на економијата. Мораме да се согласиме дека светот е веќе во некоја економска војна и после ова нема да излезе глобален како што беше претходно, нема да има назад. Преостанува да живееме во некој свет поделен на 2 големи половини, источна и западна. Моje мислење, еве оставам простори на вториот дискутант да навлезе во тематиката, далеко е поискусен од мене и од нас, помладиве, можем да кажем од него учевме и практицирање на финансиите. Според мене сите ќе изгубиме на крај, резултантата ќе биде по нешто. За жал некој губи територии, домови, ние губиме од буџетите со оваа стапка на инфлација, државата или оние кои се менаџери на финансиите ги губат нормалните текови. Тоа е проблемот на состојбите денес во економијата. Сакам да го слушнам тука вториот гостин, професорот доктор Никола Поповски, економски експерт, професор на економски факултет во областа на финансиите, економијата и поранешен министер на финансии, актуелен член на Советот на Народна банка. Повелете, професоре. Благодарам Наумовски. Се слушаме? Да. Прво сакам да се заблагодарам на поканата од страна на АБИТ и на домаќините, да ги поздравам сите гости, професор Трпевски посебно, како што кажавте, веќе доаѓен на монетарната теорија или на монетарната наука во Македонија, во однос на нашите генерации. Времето е кратко, а ваквите дебати со оглед дека не се формални, официјални во институциите, дозволуваат малку и да пошироко поразговараме. Јас ќе се обидам во моите 7-8 минути да кажам неколку мислења, да поставам неколку интригантни прашања, кои ќе бидат така поставени што за присутните овде одговорот ќе биде веројатно и јасен со самото прашање, но нема јас да го одговорам, затоа што и мене не ми е се уште до крај јасно дали е тоа така, но се многу интригантни. Ќе почнам од еден денешен текст, непосредно пред седмицава, додека се подготвував
од ММФ што излезе, каде што кажува дека ММФ не предвидува, туку веќе соопштува дека забавувањето на растот на светската економија е евидентен. Значи не се оние аутлуци, проспекти и така натаму, туку е евидентен. Значи првите знаци се дадени од страна на ММФ, веројатно внимателно како и нас ја следат не домашната, туку светската економија со сите индикатори кои следуваат, финансиските пазари, берзите, акциите на нив нормално, трговијата, индустријското производство и другите, веројатно веќе нивните прогнози стануваат, ги цитирам, евидентни. Она што е најстрашното е што на ова евидентно забавување на растот, тоа зборуваме за светско ниво, кое во дел од светот може да се претвори во рецесија, зашто светот во целина ја држат некои економии кои нема да влезат во рецесија, на кој ќе се надогради уште релативно подолг временски период, кој никој, се сложувам со Наумовски, не можеме да го дефинираме до кога ќе биде со инфлација и каква. Тоа што е посебно проблематично е што намалувањето инфлацијата во идната година, во 23-та, па и понатаму, нешто што до вчера беше релативно, иако во економската класификација е умерена, во рамките на едноцифрената или на граница со двоцифрена 10% од прилика, 8, 9, 10, 11, сега ни стана нормално. Па дури сега со прогнозите за идната година во светот и особено во нашата земја, дека ќе имаме инфлација мерена на годишно ниво или просечна, се едно, некаде до 8, 9, 10% ни изгледа задоволителна проекција, откако го поминуваме ова искуство, каде што веќе стигнавме близу до 20. И еве да употребаме една излитена фраза, се плашам дека почнуваме се навикнуваме на новата нормалност, а тоа е после еден долг период некаде од средината на 90-тите години, за Македонија конкретно 96, 7, 8, кога преминавме на многу умерена едноцифрена инфлација, дури и на една рака да се илустрира, 2008-2009 кризата имавме една година повисока инфлација. Сега веќе за успех ќе го рачунаме, ќе го сметаме инфлацијскиот удар во наредната година од 8 до 10% и ќе мислиме дека е тоа добро и тоа загрижува. Причините за инфлацијата се различни, тоа многу често сите го дискутираме и го дискутираат, од политичките движења во светот, за кои еве јас ке се осудам да кажам дека може би треба да се размислува кога бараме разлика помеѓу причини и поводи за нешто, дека може би војната во Украина е само повод за појава на инфлацијата во светот, може би не и директна причина, затоа што тука се тие интригантни мои прашања кои може би предолго време се надевавме дека инфлацијата сама по себе ќе се контролира на некое ниско ниво, без да вложуваме дополнителни напори и дека можеме со релативно експанзивна и фискална, особено фискална, зборам и во светот и во Македонија, па и монетарна политика, да се движиме кон бркање на економски раст или поволни услови за стопанисување, да мислиме дека инфлацијата нема да се појави. И ако гледате и големите економии во светот со кои ние сме најповрзани, или трите големи банки кои се сега порелевантни за нас, ЕЦБ, ФЕД, па и Bank of England, и тие од 2008 се сеќавате да тие политики на фискални стимулации бесконечни кон економијата од 7, 8, 9% од БДП надвор и од Копенхашките критериуми за Европската унија и за се, па после доврзани со така наречената двојна рецесија, нели? Да се продолжи тоа, па да се продолжи и со ковидот, со ист стимуланс, па дури да се разлабавува монетарната политика на секаде со цел да се задржи економската активност. Не знам дали беше непредвидливо сите да се, но испадна непредвидливо, да се надеваме дека мала искра во светската економија, ова беше голема искра, но и мала можеше да предизвика и поголеми инфлаторни влијанија. Да речеме да поставиме едно
класично монетаристичко прашање. Да речеме, дали цените на стоките се тие што генерира и на услугите, се тие што генерираат инфлација? Или инфлацијата сепак се генерира од емисијата на пари? Или од начинот и количината на понудата на пари? И каква е таа меѓузависност? Да, професорот Трпевски е во право дека ние сега имаме трошковна или во нашиот случај трошковна заради тоа што ние увозна, кај увозните трошоци можеме да ја класифицираме и увозна и трошковна, се едно исто е. Но колку на сето тоа во светот и ние и сите други монетарни институции не посветија преголемо внимание. Значи, дури понудата на пари во светот толку многу се зголеми после 2008 со релативно експанзивни фискални монетарни политики, да ние живеевме долго време, допред неколку месеци, во услови на zero и негатив, нулти и негативни каматни стапки. И никој не се прашуваше колку е тоа издржливо, докаде може да оди, тоа траеше со години, и тоа долги години. Зошто светот плива во таква ликвидност да веќе капиталот нема цена? Едноставно го пасирате со негативна каматна стапка. Вие имате капитал, тој ви одзема трошок, финансиски капитал. Дали тука има и некои монетарни инструменти кои влијаат на тоа да ги обезвредниме до таа мера да го обезвредниме финансискиот капитал со негативни каматни стапки? Дури стана, ајде да кажам, негативните каматни стапки нормалност во финансиските институции, сите банки во светот, така. Сите банки во овој дел свет со кој ние најмногу тргуваме и со кој ние економски сме најмногу поврзани, така. Дали тоа нешто придонесе, а го занемаривме? Понатаму, читав една статија пред 2-3 месеци и ме натера да размислам, па би сакал да ја ставам како дискусија. Пред се од почит кон присутните и од фактот дека јас сепак сум развоен и фискален економист, не сум монетарен економист во најтесна смисла на зборот. Во последно време, последниве неколку години, ICT технологиите многу напредуваа. И тие извршија клучно влијание врз работата на финансиските институции. Сите преминаа кон дигитални плаќања, дигитални трансакции, не централните, зборувам деловните банки ширум светот. И дали може би не предизвика ефект на зголемување на брзината на обртот на парите во економијата? Затоа што едно е плаќањата што претходно ги знаевме со жиралните пари и готовите пари, сега веќе стана многу полесно, многу побрзо, многу потранспарентно, во секој момент од секаде и колку сакате. И тоа може би предизвика во онаа класична формула што ја знаеме од квантитативната теорија на парите, така, каде што М по В е, како беше, П по Q, така, дека В се зголеми. Velocity, брзината на обртот на пари, се зголеми заради употребата на информацијските технологии со некој коефициент кој автоматски левата страна на равенството ја подигна горе и ја изравни сега со десната страна делумно со повисока инфлација. Значи и тоа ми е исто сега дилема, дали тука сме биле невнимателни, дали во иднина тоа исто така ќе предизвикува некои проблеми. Понатаму сите сме свесни дека пред појавата на пандемијата, а и пред појавата нормално на војната во Украина, во светот толку многу се напушти класичното, ајде да кажам, не оти сум некој голем приврзаник, но го почитувам бескрајно, неокласично монетаристичко сваќање за монетарната политика и парите, па дури сите ние се соочивме на секој 5-6 статии, книги, изјави, па дури во Америка и политички избори на битни конгресмени и подпредседатели на Америка, да ја промовираат така наречената ММТ, Modern Monetary Theory. Се надевам бар професорите и експертите разбираат за што зборувам. Се извинувам на оние кои не се економисти на состаноков, кои пропагираа дека користењето на монетарните средства од емисија на банката со оглед дека е држава кон држава треба да служат за кредитирање, за финансирање на дефицити и на се друго. И тоа изврши соодветно влијание. Знаете, кога ностоп читате, сите ја отфрлаат
Но таа постои. Така, таа постои. И конечно мислам дека како сплет на сето ова се испорача нешто што ајде еден монетарец ќе цитирам кој ми е на сите познат, нашиот професор, условно кажано професор чии книги ги читаме, Фридман, така кој има кажано онаа славна изјава no free lunch, јас би ја збогатил сега, no more free lunch. Не дека нема слободен бесплатен ручек, туку дека веќе нема бесплатен ручек, пошто мислам дека во последниве 7-8 години, особено од 2009-10 до пандемијата и после пандемијата уште повеќе, уживавме во некаков фри ланч со понудата на пари и така натаму. И сега евентуално доаѓа да се плати сметката за едно такво малку ноншалантно однесување. Само уште ова ти го кажам дека да, јас сум свесен дека постои меѓузависност помеѓу рестриктивноста на монетарната или на фискалната политика и перспективите за раст на економијата. И дека ако не ги балансирате, можете да се сведите раст со инфлација, кој после тоа има други проблеми, или скротување на инфлацијата, кој ќе предизвика краткорочен удар на растот, па дури и рецесија. Не знам што е подоброто. Денеска зборував со професорот Треновски и со професорот Нумовски, послободен во друга прилика разговор, и соопшти дека дури за мене почнува да станува поприфатливо да се заузда инфлацијата сериозно, па макар и со 1-2 години мала рецесија, која нема отколку да продолжи инфлацијата која многу поголеми проблеми носи, отколку да изгубите 1-2% од потенцијалниот раст во наредната година, евентуално да се претвори во 0,5 или 1 негативен раст. Дека би било помало зло. Но проблемот е што национално не се решава, затоа треба глобални политики, особено на овие 3-4 банки, вклучувајќи освен Fed, Bank of England и ECB уште некоја, за да се постигне таков консензус. Ние сме следбеници заради врзаноста со еврото и така натаму, но ајде, ова е дебата во која можеме и тоа да го разговараме. Така, инаку се соочуваме, сите сме свесни со тоа дека во моментов растот го одржуваме во Македонија на некое ниво кое ништо многу не ни е, 2-2,5%, со перспективи исто толку да биде и до година, но дека сите други индикатори во економијата не стана стравично лоши. Завршувам, се извинувам, само ќе ги набројам, не ги квантифицирам, на сите ни се јасни, така. Значи имаме висока инфлација, која стигнува до 20% на годишно ниво. На меѓународен план имаме забавување на странската побарувачка, која станува евидентна за нашата економија, која е европски ориентирана, дека имаме ниски стапки на можен раст, дека имаме страшен дефицит на трговскиот биланс и пренесен на тековната сметка кој надминува 7% во оваа година, што е удар, со оглед дека успеавме да го стабилизираме како држава на под 3% во еден подолг период. Сега повторно имаме страшен дефицит, тоа ќе предизвика дефицит на тековната сметка, кој се знае како го надоместуваме, ќе мора да се задлужуваме и тоа во странски извори, каде што каматите ќе бидат високи. Кредитниот раст и понатаму, иако имаме инфлација, го форсираме во банкарскиот, или тој сам се форсира, кој креира побарувачка, кој креира дополнителна инфлација, така. Значи, дефиците на буџетот се прилично големи, така, кои надминуваат 5, 6, 7%, оваа година сега првпат се планира испод 5 да оди во 2023, предпоставувам заради аранжманот што следи со ММФ, тие тоа го бараат, иначе ние ќе одевме на 6. Имаме еден вкупен контекст на влошување на индикаторите, во кој може да се случи инфлацијата висока, индикаторите уште полоши, и затоа може да се бара излез бар инфлацијата да се зауздува, колку е тоа можно во наши раце, за да не се дозволи сето тоа да се случи. Благодарам, извинете ако бев малце подолг. Благодарам, професоре. Добра порука за лекторот во областа на финансиите и се за убаво е тоа. Додека имаш работа, имате некои проблеми, Теодора, ќе те молам само да не се вклучува. Кога влегувате на постот, да не го оставате микрофонот. Благодарам, професоре Поповски. Редоследот така спонтано го оставивме да чуеме еден од доените основоположник на монетарната самостојност, еден експерт во областа на финансиите, практичен. Сега ќе се вратиме на стопанство, па ќе одиме после тоа повторно во науката, кај професорот Борче. Борче го сметам, се овој субјективен став и човек
и од добра монетарна анализа, но и од областа на даночната политика, и ќе биде интересно и неговите ставови. Сега му нафрлам некоја интересна тема, што и утринава имавме плодна дебата да ја отвориме. Би го поканил, ајде неколку реченици кратко, затоа што веќе професорот Поповски искористи дел од слободното време, само би напомнал, важно е стопанството овде. Ние сите јавно дебатираме и пишуваме во јавните стручни часописи, портали слично. Инфлацијата се движи некаде околу 17-18% во моментот, она измерена од официјалните од статистика и монетарци, мислам дека денес ја имаше таа констатација. Во еврозоната се движи некаде околу 80%. Мене ме загрижува германската економија и така натаму. Сакам да поттикнам и да отворам, особено ми значи мислењето на Сојузот на стопански комори на Македонија, бидејќи таму ја содржи најголемата заедница на мали и средни компании. Ние сите некако сме научени на комориве традиционално. Мене оваа комора, нека биде пак субјективен став, особено ми значи затоа што малите и средни компании се битен фактор и секаде во светската економија и кај наша во македонската економија. Како е нивниот став? Сакам да слушнам и критика и нивно мислам дека ќе биде добро заокружена дискусијата сега некако во средината сме. За таа цел го поканувам председателот на председател на Сојузот на стопански комори, господин Трајан Ангеловски. Повели, господин Трајан. Ви благодарам. Ги поздравувам ценетите професори. Исклучително го ценам нивното познавање и искуство на материјата на макроекономијата. Инаку, за разлика од останатите, јас не сум економиста, сум инженер по професија, меѓутоа имаме ние еден дел на машинскиот факултет кој се занимава со менеджментот, па имавме ние неколку предмети од економската сфера, така да имаме доста допирни точки на таа тема. Цело време говориме и се фокусираме на инфлацијата како една појава, нели, граѓански гледано, негативност, на зголемување на цените и намалување на куповната моќ. Меѓутоа, знаете, има повеќе погледи на целата таа работа. Значи, инфлацијата, ова последнава, беше најекстремно изразена, прибидејќи со сите овие негативни неколку настани кои се случија едно по друго од појавувањето на короната, па заклучно со последната војната во Украина, може да дојде еден момент каде што сите оние работи кои со години сме се обидувале да ги прикриеме, а тоа е недоволното производство домашно на енергија, недоволното производство домашно на храна и на одредени други производи, негативниот биланс во увозот и извозот и така натаму, и дојде моментот на вистината каде што сите овие бројки беа немилосрдни и ја предизвика оваа инфлација која предизвика. Инаку инфлацијата почна иницијално веднаш по појавувањето на короната, изголемувањето на цените на одредени производи од Азија. Нашиот континент Европа очигледно премногу е изложен на одредени суровини кои се увезуваат од Азија. Ако нормална цена на одреден бродски транспорт чинел од секогаш 800 до $1000, наеднаш истата таа цена дојде на ниво на 7, 8, дури и до 10.000 евра. Веќе тоа беше една значителна компонента каде што почна да врши одреден притисок. Понатаму, пред појавувањето на војната, беше новиот данок еколошки кој го воведе Европската Унија на фосилните горива и на енергијата добиена од фосилните горива. Тука електричната енергија од секогаш имала некоја цена во последните години 50-60 евра за мегават час. Наеднаш, преку ноќ, цената достигна веќе 100-120 евра. Со појавувањето на војната во Украина, цената на гасот отиде на невидени размери, нешто што никогаш претходно не сме го виделе. Цената на храната со сите овие случувања во Украина и во Русија исто така. И сега имаме една ваква ситуација. Дали
евентуално да кризата ја гледаме како еден вид трагедија или евентуално на кризата да погледнеме како еден вид на потенцијална шанса. Високите сметки за струја кои се појавија особено во летен временски период, како оваа година, компании наши македонски кои добија цени за сметки за струја по мегават час 500 евра, во август месец 800 евра, навистина предизвикуваше огромен шок. Меѓутоа, стопанството е секогаш една оптимистична категорија на состав и на луѓе и на идеи. И веднаш почнавме да се организираме во смисол да влијаеме на намалување на овие сметки. Веќе се појавуваат и одредени позитивни случаи, каде што јас знам примери, одредени компании, замислите, имаат сметки за електрична енергија 0. Дури се појавува да истите тие компании, благодарение на таа енергетска политика која вовеле во своите компании, веќе појавуваат и одредени вишоци на електрична енергија кои ги продаваат на слободниот пазар и на некој начин заработуваат од тоа. Истото важи и за храната. Со години имавме погрешна политика за субвенции. Еве дојде моментот, веќе Министерството за земјоделие врши радикална промена на таа политика за субвенции, каде што субвенциите ќе се исплатуваат по реално произведена количина на храна, а не како во минатиот временски период на квадрат, на површина и така натаму. Луѓето беа целосно немотивирани зошто да квалитетно ја одработуваат таа земја. И како последна поента од моето излагање би сакал да споменам изминативе денови. Имав прилика да ја прочитам и директорката на Меѓународниот монетарен фонд, каде што веќе спомнува дека можда и ова е на некој начин и максимумот на таа инфлација. Тоа го гледаме ние и преку цените на енергијата кои овие денови се појавуваа. Ако во текот на летните месеци мислевме дека електричната енергија во зимскиот период ќе достигне можда и до 1000 евра за мегават час, сега веќе ги гледаме фјучерсите кои се скоро до пролетта, тие не надминуваат 350 евра за мегават час, во континуирано нивната вредност паѓа, ако пред месец, 2, 3 тие изнесуваа 500 евра, значи дефинитивно овој удар енергетски кој беше предизвикан од целата оваа ситуација, предизвика да се зголеми количината на електрична енергија која може да се произведе и на тој начин со зголемена количина на електрична енергија да се влијае на намалување на таа цена. И мислам дека за нашата земја имаме неколку битни работи кои мораме да ги сториме во следниот временски период. Тоа е поголемо домашно производство на енергија, компаниите сами да произведуваат енергија, зголемено производство на домашна храна и исто така да се зголемува извозната компонента на компаниите и мислам дека на тој начин со подобрување на економијата, со евентуално намалување на баластот на непотребни трошења на јавната администрација, зголемување на капиталните инвестиции, може целосно да се промени економската клима во нашата земја. Ни останува многу работа, амбициозно мораме да се однесеме во целата оваа ситуација, што е можно помалку да ги гледаме сите овие неприлики во негативен контекст, да се потрудиме, иако е ситуацијата непријатна, да ја искористиме евентуално во наша полза. Тоа на овој начин оптимистички секогаш бизнисот мора да се постави и ние 30 на години сме преживеале разноразни неприлики, мислам дека само на овој начин можеме да продолжиме да функционираме. Благодарам, председателе Трајан, на вистина оптимистично излагање и добри препораки, кои што мислам дека нашата академска канцеларија во неделата која следува ќе ги извадиме како поенти од оваа дискусија и тоа е и целта.
Во оваа насока сакам да отворам една нова дискусија во делот или да наметнам пред да го представам следниот говорник. Минатата недела имаше предлог буџет кој беше усвоен за 2023. Во сите го видовме тоа, го коментиравме, нема да навлегувам, но она што остава впечаток е проширувањето на даночната база. Како тоа ќе рефлектира од приходната страна, согласно амбицијата на Министерот за финансии и владата да прибере некаде околу 5 милиарди евра јавни приходи, а да има јавни расходи повеќе од 5 милиарди и 300 или околу 5 милиарди, околу 5 милиарди и 300 јавни расходи со тоа што има заостанат долг за враќање 1,5 милиарда и некаде проектиран дефицит на 700 милиони евра. Во тој контекст би било добро еве да го чуеме и професорот од економскиот факултет, член исто така во советот, колеги во советот на Народната банка и економски експерт професор доктор Борче Треновски. Борче, повели? Благодарам, почитуван колега, се надевам се слушаме добро. Вака, јас би сакал најпрви да кажам, баш ми е драго што ги слушам претходните колеги и ќе пробам некако да се надоврзам и на прашањето на колегата Синиша, меѓутоа и на нивното, знаете, она како слагалица која има некои делови извадени, некои влабнатини, па јас сега да се спојам да се надоврзам на нивните дискусии за тоа што клопчето полека се одврзува во контекст и на причините и на последиците од оваа криза, како се појави инфлацијата, како дојде до неа и така натаму. Особено ме радува последната дискусија од почитуваниот колега Трајан, поврзана со оптимизмот. Морам да кажам дека не така одамна бев на една многу интересна со големи и мали трговски компании конференција, каде што првото прашање беше дали сте оптимисти за следната година, како ќе трае кризата, и ниеден од присутните, односно со исклучок на 5-6 од 300-400 луѓе кренаа рака дека се оптимисти, и тогаш јас кажав една работа. Ако вака продолжиме и понатаму, ако треба да трае кризата 3 месеци, ќе трае 3 години. Затоа што оптимизмот и очекувањата се особено важни кај бизнис секторот и бев, така го почнав говорот, разочарано пред нив дека мораме оптимистички да пристапиме кон можностите кои ги нудат сите овие кризи. Инаку мораме да кажеме дека ваквите состојби што ни се случува како некое филмско сценарио, лошо филмско сценарио за економска состојба и криза. Од раст на цените, од пат на странската ефективна побарувачка, очекувана рецесија, сега очекуваме кај нас движење негативно се уште на растот на металите и нашиот извозен сектор во таа насока, од неефикасност на дел од домашните институции, од борбата и дилемите какви мерки да примениме и така натаму, така да ако го споите ова сценарио да сте ме прашале пред 10 години сценарио песимистичко за некоја криза како би настанала, каде што ќе имаме инфлација и рецесија, јас не би можел вакво сценарио да предвидам. Така да и одговорот мора да биде прилично силен во таа насока. Кратко ќе почнам со она што го спомна почитуваниот професор Трпевски и колегата Никола Поповски, па ќе продолжам понатаму. Синиша, меѓутоа ќе бидам брз да скокнам на повеќе теми, поврзано со целата онаа подготовка за она инфлационо сценарио, оваа инфлација која ни се појави сега и порастот на цените. Тоа некаде почнува 2008 година е точно кога имавме квантитативно олеснување, централните банки ги зголемија своите, како да кажам, биланси прилично значајно, ликвидноста се бризга во економијата и објаснувањето беше дека периодот подоцна поради таа неизвестност и страф во финансискиот сектор кој се појави заради големата финансиска криза, ја намалуваше таа брзина на опток на пари долго време. Функционираше многу поспоро економијата, иако имаше огромна ликвидност. Тоа после ковид пандемијата и со појавата на новите, како што каже колегата Никола Поповски, начини на плаќање и движење на монетарните трансакции се забрза енормно. Меѓутоа ковид кризата беше еден тригер, како што спомна и колегата Трајан, за тоа се надоврзувам на сите, ги загуби и каналите на снабдување, се ограничи понудата и така натаму. Меѓутоа со оваа енергетска криза, со сценариото за зелена економија и така натаму, дојдовме до една ситуација кога се создаде, јас би ја некол, совршена економска бура од која мораме пополека да се снабдуваме. Што се случува во нашата земја пред да дојдеме до одговорот на двете политики пред се на фискалната политика? Спомнаа дел од колегите, увозната зависност е особено, и тоа не само увозната и извозната зависност, ние кај нас екстремно голема и тоа ни е само во неколку производи. Така да долгорочна, среднорочна стратегија не е лесно диверсификација на овие увоз и извоз. Значи ние неколку производи извезуваме клучни и неколку увезуваме, така да секој ветер економски кој ќе дувне на глобалната сцена неизмерно е да не погоди силно и да ни го оддува бродот. Тука не можеме многу да се справиме. Можеме да го наместиме кормилото, меѓутоа не можеме бранот да го избегнеме целосно. Од тука таа наша увозна и извозна зависност беше особено важна и поврзана и со она што ни се случува на страната на инфлацијата.
Ако ги видите стапките на инфлација кај голем дел од економиите, оние кои се увозно зависни, помали економии и кои имаат ниско сопствено производство на храна и енергија, она што го спомна господинот Трајан, тие имаат секогаш повисока инфлација и потешко се справуваат со неа. Од тука гледате дека имаме европски економии кои имаат иста монетарна политика, фискалната им е различна, меѓутоа имаат различни стапки на инфлација, иако се дел од монетарната унија. Така да структурата на економијата е пресудна, меѓутоа ние не можеме да влијаеме на структурата на економијата која имаме сега. Моментално можеме на среден рок да работиме. Тука можеме да функционираме, односно да донесеме мерки кои би делувале во неколку насоки, би делувале на однесувањето на економските субјекти, на бизнисите, односно и поддршката и влијањето на инфлаторните очекувања, она што го спомнавте како особено важно. Можеме да делуваме на однесувањето на економските субјекти, односно на граѓаните во оваа насока и можеме привремено да подобриме дел од производството на храна и енергија кој го имаме. Со што се соочува бизнис секторот во овој момент? Бизнис секторот е особено погоден. Сакам да се осврнам и на него, колега Синиша, ќе видам краток. Бизнис секторот се погодува со особено удар од повеќе страни. На една страна имате поскапување на сите негови енергенси и инпути во оваа ситуација, не само поскапување, нестабилност во снабдувањето, меѓу кои последниот период, посебно кај нас, тоа се види во услужниот сектор, каде што инфлацијата енормно се зголеми во определен период. Имаме зголемување на работната сила како ресурс, посебно во определен. Тоа им предизвикува притисок на нивните цени, а од друга страна глобалните текови по барувачката за дел од производите е несигурна. Така да од двете страни се притиснати бизнис секторот. Ова наметнува потреба од преструктурирање. Ако земеме предвид и состојбата во која се наоѓа бизнис секторот, она што го спомнавте, геополитичката состојба која носи можности и ризици, значи треба да се подготви за глобално преструктурирање во период кој доаѓа нашиот бизнис сектор. Во таа насока, она што го спомна колегата, и фотоволтаици и поевтинување на ресурсите кои ги снабдува, ќе биде особено важно, меѓутоа и она како ќе привлечеме дополнителен капитал и ресурси во нашата економија, пред се во бизнис секторот, со цел да се спои со нашиот. Тука е она, ја спомнавме со колегите денеска, nearshoring, односно опцијата со која веќе глобалните најсилните европски економии сакаат своите добавувачи, главни компании со клучни производи кои ги снабдуваат да бидат блиску до Европската унија. Тука е нашата голема можност и можност за бизнис секторот. Се вразуваме како вагон за еден голем воз и локомотива која вози, затоа што сме премногу мали сами да се движиме во некои сектори. Банките, што се случува во банките, пошто така беше наречена и денешната конференција. Банките гледаме дека имаме глобално финансиско затегнување, тоа влијае на државата и на банките. Меѓутоа, тие се соочуваат исто со повеќе ризици. На едната страна се мерките и политиките со кои се соочуваат, поврзани со инфлацијата, борбата, несигурните мерки кои се најавуваат, но од другата страна постои среднорочен ризик ако се влоши економската состојба, побарувачката за кредити, меѓутоа и стабилноста на нивните клиенти. Меѓутоа, за тоа не би дискутирал, би се префрлил конкретно на она кој го спомна колегата Синиша во контекст на мерките кои се случуваат кај нас, пред се во буџетот кој се донесе. Државата мора, односно во оваа состојба не можеме да излеземе имуни. Секој од овие, како да ги наречеме, економски субјекти во оваа приказна, во оваа сцена мора да изгуби дел од себе, односно мора да се приспособи на ситуацијата. Тоа се граѓаните, бизнисите и државата. Јас дискутирав со бизнисите пред некој ден и ми рекоа, па добро, еве ние мораме да ги покачиме цените, на тој начин ќе не знам дел од нашиот ризик ќе го намалиме, односно мораме да оставиме профити, односно да преживееме и така натаму. Меѓутоа, која е логиката? Реков, ако го префрлите целата ликвидност и богатство, ако ги осиромашите тие кои креираат побарувачката, нема да има една побарувачка. Значи тие три сектори, државата од друга страна исто, ако државата неизмерно помогне, целосно да му помогне на бизнис секторот и на граѓаните, се задолжи преку глава, мора да собере даноци и да ја притисне економијата на среден рок или да врши рационализација на своите јавни услуги кои ги врши. Значи пак мора граѓаните и бизнис секторот да платат. Тие три сектори се светото тројство, поврзани се меѓу себе. Не можете да го притиснете, односно само еден од тие сектори да го поднесе товарот. Уметноста е како да се направи тоа. И односно мерките кои ги преземаат монетарната и фискалната власт треба да овозможат балансирање на овој притисок, односно на оваа негативни ефекти кои ги предизвикуваат и цените и очекуваната идна, ако можеме да накажеме, намалена економска активност. Монетарната политика знаеме дека презема повеќе мерки, ги дискутираме со колегите, добро ни се познати и во контекст на каматните ставки, и во контекст на задолжителната резерва за која се дискутираше, која е особено важна, затоа што го ограничува ликвидноста и ефектот на побарувачката кој се јавува пред се е насочен кон стимулирање на домашното денарско штедење и денарското кредитирање наспроти во странска валута и така натаму. Понатаму имавме една макроекономска прудентна мерка и така натаму, меѓутоа иднината во контекст на монетарната политика е внимателно да ги следи и на една страна инфлацијата за која дискутираме, меѓутоа од друга страна и финансиската стабилност на банкарскиот и на финансискиот сектор.
Во смисла, од една страна, ако претерано се реагира, банкарскиот сектор може да се најде во неповолна положба и така натаму, ако енормно се зголемат каматни стапки. Значи, внимателно, монетарната политика треба да балансира, да користи повеќе насочени мерки макропрудентни и така натаму. Тоа не е во контекст на монетарната. Што се случува во фискалната политика, почитувани? Дискутираме за една фискална политика, гледате министерот за финансии неколку пати најави даночна реформа, се најави буџетот кој треба да биде поддршка на оваа реформа. Даночната политика е исто така пресудна, оно што го кажа професорот Трпевски, која може исклучително силно да делува во ваквата состојба. Затоа што кога имате трошочна инфлација, кога имате нарушени односи меѓу економските субјекти. Гледате, сега се дискутира дали побарувачката, дали фирмите претерано ја зголемиле својата цена или треба да им се помогне, во кој домен треба да им се помогне и така натаму, кој ќе ја воспостави таа дисциплина. Фискалната политика треба да биде особено важна тука. Меѓутоа, пред да дојдеме до таа даночна политика, мора неколку принципи да почитува самата фискална политика во себе. Во ваква услови на инфлација, екстремно трошење одврзување на фискалното кесе може да биде контрапродуктивно. Значи, прво се фокусираме на зголемување на својата ефикасност и ефективност во смисла на државата. Тука спомна колегата Трајан и во контекст на администрацијата, и во контекст почитувани на капиталните инвестиции, во контекст на прво капиталните инвестиции имавме едно истражување, мора да спомнам дека истите капитални инвестиции може да се реализираат со 50 до 60% намалување на инпутите, што покажува колка е нашата неефикасност во контекст на спроведување на капитални инвестиции. Од друга страна, со прибирањето на сопствените приходи, се уште имаме енормно сума значајна на собирање на сопствените приходи. Државниот завод за ревизија потврди дека 56 милиони евра само претходната година се пресметани, а не наплатени во буџетот. Да не зборуваме за спорните јавни набавки и така натаму, утврдени во официјални извештаи, не зборуваме за наши претпоставки. Така да тука е целта, ефикасноста, собирањето, па тука доаѓаме до на кој го рековте, проширување на даночната база, доаѓа тек после и воведувањето на нови даноци доаѓа на крај, затоа што имаме се уште простор пред проширување на даночната база да воведеме даночни решенија пред се во даноците на имот, во трансферните цени, во даноците од даночување на туту, во миленици и така натаму. Имаме даноци кои воопшто не се воведени во нашата економија, кои развиените економии ги практикуваат и кои може нови сегменти од економијата да оданочат кои досега не се оданочени. Да не се случи оној кој го плаќал данокот досега дополнително да се оптовари со даночни стапки и да се влие на тој начин. Од друга страна, со ова завршувам, господине Синиша, гледате што се случува со инфлацијата. Морам и една работа да спомнеме која често се дискутира и професорот Трпевски ја спомна. Тоа ни се случи 2008-2009 година. Фискалната и монетарната политика мора да бидат координирани. Ако фискалната политика е енормно зголеми или влијае на зголемување на цените, и го потпалува огнот, монетарната ќе мора да делува и да инхибира дел од тоа дејство, односно да влијае на стабилноста на цените и на нивото на инфлација. Од тука фискалната политика и да се координира, меѓутоа треба да биде внимателна во своите даночни реформи, зголемување на даноци пред се. Знаеме дека има најавено зголемување на даноци во контекст на ДДВ и така натаму, да влијае, односно да го земе превид не само фискалниот ефект, колку ќе собере пари во буџетот, да го земе ефектот економски на однесувањето на економските субјекти, на нивниот стандард, меѓутоа и на потенцијалното идно ниво на цени. Затоа што треба да координирано да се бориме со оваа стапка на инфлација. Не би сакал понатаму да го задржувам вашата дискусија, се надевам понатаму ќе имаме прашања. Ви благодарам, господине Синиша. Благодарам, Борче. Многу убаво поентирање. Токму она мене ми беше на крај после воведните ваши дискусии да се постави прашањето или важноста да ја нотираме на хармонизираната политика помеѓу монетарната и фискалната власт од една. И еве, јас наметнувам една теза, не знам дали ќе ја прифатите или можеби нема да остане време за таа дискусија, и хармонизација помеѓу локалната и централната власт. Мегданот кој го фрламе тука се тие комунално јавни обврзници. Во 2015 мислам дека државата тргна со тој проект, па немаше храброст и така натаму. Тие се две работи клучни. Мислам дека сега е време каде што политиката треба да биде во втор план, а овој економски патриотизам во прв план. Така да веќе професорот Борче има некои ставови во однос на хармонизацијата, тоа би било прашањето на крај. Сега би продолжил со останатите партиципиенти, нели и самата тема и оваа недела во светот е глобалната недела на претприемништво и ние одржуваме. Еве академијата е на првиот ден учесник со една силна екипа на дискутанти и токму во таа насока сакам особено задоволство е што меѓу нас имаме и здравствен работник, доктор, стоматолог Тања Дејановска, која е потпредседател на Сојузот на стопански комори. Од неодамна има и признание за жена предприемач на Македонија во Асоциацијата за женско предприемништво, ако нешто погрешив ќе ме коригирате.
особено значи нивното толкување, да видиме и целите од Абит беа веќе уште 13-та година развој на претприемачкото банкарство, бевме инспиратори, се сеќавам во тоа време, веќе 10 години ќе поминат и на фондот за иновации, не беше уште како институција и така натаму, иако не соработуваме никогаш со него, не сме соработувале, но инспириравме некако да има некоја институција што ќе биде мост помеѓу идните кредитозематели и новите стартапи, би рекол, и предприемачите и банките. Оној традиционален начин на банкарство некако да го размрдаме, повеќе да бидеме по-ризични ориентирани. Со нетрпение очекувам да го слушнам и вашиот став и верувам и дискутантите. Да не должам повелете, Тања. Микрофонот, Тања. Не ве слушаме само, Тања. Сега треба да е добро. Сега можете да говорите, ама не се слуша. Имате добро. Сега е Слушалке? Добре. Значи, благодарам многу на поканата. Чест и привилегија, значи, да се биде во друштво на не само еминентни професори, него и видни експерти во нашата држава, кои сосема добро ја разбираат состојбата и на стопанството, и на државата, и на ситуацијата во која се наоѓаме. Благодарам и на господин Синиша Наумовски за представувањето. Не сум, значи, економист по вокација, меѓутоа застапувам еден сериозен сектор, а тоа е здравствениот сектор, кој во еден дел перфектно функционира, во еден дел и не функционира така добро, имаме сериозни проблеми. Меѓутоа сум, како и подпредседател на Сојузот на стопански комори, еден гласноговорник на проблемите на микро и малите предпријатија, повеќе еден дел средните предпријатија. Благодарам за можноста што имаме, што ни окажавте да ги потенцираме некои од нашите проблеми на микро, мали и средни предпријатија. Значи, како што кажа професорот Поповски, професорот Трпевски, значи инфлацијата, они се навратија и на едно време претходно. Инфлацијата, дел од инфлацијата ни е увезена, меѓутоа дел од инфлацијата ни е представува си ја имаме, ја искреиравме од дома, значи уште од претходните години, и тоа се од проблемите кои ни се наталожија. Значи, ние се соочивме со еден голем дел на иселување на населението. Тоа требаше да повлече некои промени во државата. Кажа професорот Поповски, не бевме доволно, можеби паметни или храбри во тоа време, постепено да ги решаваме тие проблеми. На удар ни дојде ковид кризата, од ковид кризата се уште не се опоравивме, особено ние во здравството бевме многу сериозно оптеретени, се уште не се опоравивме како бизниси. Туку што почнавме да закрепнуваме, дојде зголемувањето на минималната плата. Значи, не целосно инфлацијата ни е нас увезена, точно ние инфлација од трошоци, меѓутоа некои од трошоците и сами ги искреиравме и сега ги имаме ефектите оние што за кои ние алармиравме како Сојуз на стопански комори, дека зголемувањето на минималната плата ќе доведе до сериозна инфлација. Енергетската криза, се разбира, сите не засега, и мали, и средни, и големи. Како викаат, кога големите војуваат меѓу себе, малите губат. Така сме и ние во оваа ситуација. Така се наоѓаат и малите компании во оваа ситуација. Кога големите компании со државата војуваат, ние сме губитниците. Сакам да кажам дека секакви удари и последици се наредија една по друга и целиот удар доаѓа врз бизнисот. Ова што го гледаме како предлог буџет 5,3 милиарди, значи не става во една сериозна паника. Ние без тоа знаеме дека наредните 3-4 месеци ќе бидат многу сериозен удар за стопанството. Повторно ќе кажам за микро, мали и средни предпријатија, значи свесни сме, се
стегнува обрачот околу нас и се надеваме нели до пролет некако да преживееме. Која ќе биде цената како ќе ја преживееме оваа инфлација е прашањето. 2020-2021 14.000 компании се затворија. Проекциите уште пролетоска, значи негде март-април беше дека нареднава година, бидејќи се очекуваше криза, дека нареднава година ќе се затворат 10.000 компании. Да, ќе ја преживееме, не сите, и која ќе биде цената за тоа. Да се надеваме дека голем проблем представува значи буџет од 5 милиарди кои сите знаеме дека ќе падне на грбот на стопанството. Тука не гледаме економски развоен буџет, не гледаме помош за компаниите. Кога зборуваме, ние компаниите, кога зборуваме за помош, значи мислиме на помош во инвестирање и во развој. Значи не мислиме секогаш на грантови за покривање на платите. Многу тежок период ни доаѓа, не сум толку оптимистична како председателот во смисол за наредните неколку месеци. Ние секогаш го задржуваме оптимизмот и се надеваме значи дека до летото ќе можеме повторно и од оваа криза да се опоравиме. Меѓутоа, во 2020 година нас од криза не извадија услужните дејности. Нека ме коригираат професорите ако грешам, според податоците што ги имам. Значи, ние сега некако ги занемаруваме тие микро, мали и средни предпријатија кои се занимаваат со услужни дејности и душа треба да почекаме и да видиме што буџетот од 5 милиарди уфаќа, која ќе биде помошта во развојот на приватниот сектор за наредниот период, кој ќе биде клучен, бидејќи мора да си признаеме дека ние имаме држава каде здравството релативно не функционира, образованието, земјоделието ни се намалува, производството ни е драстично намалено. Значи повеќе време би оставила за експертите. Тука само сакам да ги истакнам проблемите, значи кои ги имаат микро, мали и средни предпријатија и да потенцирам дека она што сега следи во наредната дискусија, знаете, даночна реформа, тоа е веќе предизвикува параноја кај компаниите како ќе се преживее. Значи, ние не знаеме и со енергетската криза и со високите цени како ќе преживееме. Уште ова сакам да го потенцирам, бидејќи доаѓав од сектор здравство. Кај здравството луѓето не перцепираат дека има проблем со енергетската криза. Знаете, има компании или здравствени установи каде што цената на сметките за електрична енергија достигнува и повеќе од 25% од приходите на таа. Сега вие се економисти, подобро знаете што значи тоа кога цена само за еден трошок достигнува повеќе од 25% од месечните приходи на една компанија. Да продолжиме со дискусијата понатаму, да се надеваме дека ќе изнајдеме соодветни деловни решенија, дека владата и државата ќе има посериозен слух за нашиве проблеми. Благодарам, Тања. Едно предприемачко видување, сосема легитимно и критички, и тоа е целта, нели? Еден, би рекол, начин на дефинирање на проблемите кои се од пракса. Благодарам за излагањето. Ке го завршим овој прв круг на воведни дискусии со колегата и председател на извршниот одбор на Сдруженијето на финансиските пазари на сите банки во Македонија, АЦИ, кратко наречено, господинот Бојан Цветановски од НЛБ банка, директор на Middle Management, раководител на одделот за управување со или тргување, кратко кажано, ке ме надополни, во една од најголемите банки во Македонија со доминантно словенски капитал. Темата, нели, Абит е така пофлексибилен, па не би бил Абит ако не конструираме една тема да предизвикаме мало внимание и кај помладиве генерации.
нели на порталот где очекувам дека се во доминантно, бидејќи целта е за нив највеќе, за она најголема сила на една држава. Токму темата сега која сакам да ја затвори оваа прва дискусија е насочена кон криптовалутите, новата инфлаторна реалност во која што живееме и криптовалутите како дефлаторен феномен или ветување. Сакам повеќе да ни даде во 7 до 10 минути колегата Бојан Цветановски. Бојан, повелете. Благодарам на поканата, професоре. Добро вечер на сите. Честни што сум дел од овој панел. Значи, сега тука малце дивергираме нели со криптовалутите, меѓутоа можеби е интересен момент затоа што сме сведоци сега на голготата што преживуваат криптовалутите во светот. Значи имаат проблеми криптоберзите, капиталот се сели бега од криптопазарите и сега добро е да се подсетиме на ветувањето на легендарниот веќе Сатоши Накамото во врска со биткоинот, односно со неговите почетоци и дали тој white paper што он го представи во 2008 година навистина сега нешто, да кажам, има тие ветувања што беа таму дадени, дали се реалност или не. Значи, 2008 година по колапсот на Lehman Brothers и почнувањето на финансиската криза во САД, негде кон втората половина на 2008 година Сатоши Накамото онлайн дистрибуираше како еден документ кој што можеби беше така и поопширен, меѓутоа нели суштината беше дека он како онлайн лик смета дека централните банки ќе преидат кон процес на печатење на валута, значи ќе започнат со интензивно впумпување на ликвидност во економиите кои што беа ранети од финансиската криза, односно средствата кои што ги снема или кои што се изгубени дека ќе ги заменат со нова ликвидност. И сите токсични харти од вредност кои што практично станаа безвредни ќе ги откупат и ќе впумпаат нова ликвидност, односно на крајот на краиштата ќе дојде до печатање на пари и со тоа ќе се ризикува вредноста на валутите. Значи евро, долар, сите централни банки од развиените економии. Со тоа Сатоши Накамото кажа дека губи доверба во централните банки, дека он сега нуди алтернативно решение во биткоинот како чувар на вредност кој што ќе биде резистентен на инфлаторните притисоци кои што очекува да се појават во наредните години и дека ќе биде еден вид на заштита на обезвреднување на капиталот на инвеститорите. Значи така почна таа приказна во 2008 година и точно дека централните банки преминаа нели на политиката на quantitative easing и на ексклузивно ниски каматни стапки. Меѓутоа инфлација во следните години, 10 години не се појави. Мислам, имавме некој процес на ниска инфлација, дефлација, кој што беше на некој начин променлив и траеше подолго време. Сега би ја шернал и тука, ако може, само момент, цената на биткоинот како се движеше во тие периоди, да добиеме така по јасна слика. Само ако може да видиме пократки со времето, бе. Да, јас на брзина ќе го објаснам. Тоа мислам сега се гледа, нели? Значи ова е цената на биткоинот за целиот период инфлаторно-дефлаторен, ниска инфлација, дефлација од 2014 и предходно, цената на биткоинот е ниска, што значи дека она што го вети Сатоши Накамото, кој што пате нели во меѓувреме се испостави дека како лик не постои, дека е само онлайн лик, дека веројатно е група на луѓе кои што стои позади овој проект. Значи неговото ветување за заштита од инфлација не можеше да биде тестирано на некој начин, бидејќи немавме висока инфлација, таа не се појави. Затоа и на некој начин и цената биткоинот, да кажеме, живуркаше и со цената имаше ниска цена, значи почна од 90 центи па идеше нагоре по полека и така натаму, со тоа што првиот предизвик доаѓа во 2018 година, значи тука гледаме како еден шпиц, кога имавме појава на инфлација во Соединетите Американски држави, односно во Америка. Тоа траеше нецели година и пол, две, пикот беше негде 3%, инаку во просек беше околу од 2 до 2,5% таа инфлација, со тоа што Фед започна да ги зголемува каматните стапки и дојде до 2,50,
Меѓутоа се покажа дека таа инфлација е транзиторна и набргу тука потоа настапи и короната, Фед одново ги пресече каматните стапки со тоа што гледаме дека и цената на биткоинот падна. Значи овој прв тест може да се каже дека помина позитивно. Појава на инфлација, цената на биткоинот расте. И тоа за тогашни услови неговата цена порасна драстично. Значи, еве се гледа и од самата крива, нели? Тој некаде од 3-4 долари за биткоин набрзо отиде на 20.000 долари, кој што беше пикот во тоа време, значи врвот. И потоа одново, значи како настапи периодот на корона, Фед одново ги скрати каматните стапки, значи дојде пак во коридорот 0.025, цената на биткоинот падна. И сега имаме следен предизвик, значи после короната 2021 година, веќе на почетокот на 2021 година започна се појавува инфлацијата. Веќе во мај месец 2021 во Соединетите Американски држави веќе надмина 5%. И гледаме тука исто така дека согласно тоа што на очекувањата кои што настанува, Фед најави дека ќе започне да ги крати фондовите за откуп на хартии од вредност предвремено, како прва мерка. И тука гледаме дека биткоинот започнува да расте. Значи, започнува да расте и тоа со едно солидно темпо, да не кажеме брзо темпо, и во наредниот период, значи летото, се до крајот на 2021 година, тој некаде во ноември, значи некаде пред една година точно, го доживеа пикот од 69.000 долари за еден биткоин. Ова што ја гледаме фигура тука е многу интересно, затоа што тај од аспект на техничката анализа покажува дабл топ. А дабл топ е фигура која што покажува дека набрзо се ближи пресврт, со тоа што нели овој пресек помеѓу двата шпица се нарекува неклайн, кој што кога ќе биде пресечен процесот се забрзува на промена на трендот. Што се случи на крајот од 2021 и 2022, што да кажеме ја сврте среќата на биткоинот и дојде до негов голем пад. Значи тука мислам дека се два фактора. Значи одново во декември месец 2021 година стана јасно, Фед со нивниот состанок на крајот од 2021 најави дека во текот на 2022 не е доволно само кратењето на капиталот што го впумпува како свежи средства во економијата на САД, туку дека ќе започне со политика на зголемување на каматните стапки. Bank of England веќе стапи во акција во месец декември 2021, а потоа и ред други централни банки. Со тоа што Фед првото покачување го направи во март 2022 година. За потоа да направи една интензивна кампања на зголемување на каматните стапки. Значи, сега за разлика од овој претходен шпиц што беше 2018 година, зголемувањето на каматните стапки доби глобална димензија. Значи не почна само Фед да зголемува, туку почна и останалите централни банки, скандинавските, Royal Bank of Australia и така натаму. И ЕЦБ исто така, ЕЦБ беше воздржан, они на крај да кажеме, можеби почна најдоцна да ги зголемуваат каматните стапки, меѓутоа и тие најавија дека ќе внимаваат на пазарот што се случува и дека ќе реагираат соодветно. Значи сега тука имаме координирана акција на зголемувањето на каматни стапки плюс зголемување на цената на електричната енергија и тоа рапидно. Значи веќе во декември месец 2021 година почна да се појавуваат бројки од 400 евра за мегават час и така натаму, што според моје мислење е исто еден фактор во блокчейн технологијата, бидејќи во нејзиното функционирање се трошат големи количини на електрична енергија и самиот процес на конфирмирање на трансакциите зема големи, значи таа потрошувачка е огромна. На годишно ниво, да кажеме, за конфирмација на биткоин трансакциите се троши струја, колку да кажеме некои помали економии држави целосно што трошат за една година електрична енергија. Значи тука имавме зголемување, она дабл дигит зголемување кај електричната енергија. Тоа не беше 10 или 20%, имавме 300-400% раст на цената на електричната енергија. Што моје мислење е дека овој фактор, оние што се биткоин мајнери или копачи, па инвеститори, ги исплаши за иднината на биткоинот, односно за неговата рентабилност. И ги преалоцира своите средства веќе во, да кажеме, во врзниците кои што одново станува примамливи, и американските врзници од останалите економии. Така да дел од инвеститорите
избега загрижени за еднината на биткоинот и тоа доведе до негов акцелерирачки пад. Значи како се придружуваат централните банки, на крај и со ЕЦБ во таа кампања на зголемување на каматните стапки, инвеститорите ги реалоцираа своите средства кон по-безбедни активи, односно криптопазарот го напушта. Што можеме да заклучиме на крај на брзина, дека Сатоши Накамото, ветувањето на Сатоши Накамото не е исполнето на крајот на краиштата, затоа што тоа што инвеститорите го очекуваат да бидат заштитени од инфлацијата, искочи обратно. И капиталните загуби се огромни на криптоинвеститорите, со тоа што гледаме дека и некои берзи имаат проблеми на функционирање, на исплата на вложувачите, од едноставна причина тоа што тоа е на некој начин, тоа сме го, јас кој имам и дебатирано и порано и на телевизија, дека јас сметам дека тоа е на пирамида. И пирамидата кога ќе започне да се руши, секогаш исплатата оди многу тешко. Гледаме дека FXT е неликвиден, фалат 8 милиарди долари и остануваат на тамошните предизвици во смисол на тоа што и високата цена на електричната енергија, меѓутоа и биткоинот како концепт во следните 2 години наградата за неговото копање ќе се намали за двојно. Значи самиот концепт на секои 4 години наградата на копачите ја намалува за двојно. Сега е 6 биткоини за потврден пакет, за 2024 ќе стане 3 биткоини. Што дополнително неговата рентабилност ќе загрози, а и иднина. Благодарам. Благодарам, Бојан. Токму и беше одлуката на оваа панел дискусија да ја вклучиме оваа тема како важна, за да видиме каков е односот и со трошоците на електрична енергија во глобални рамки, а и да го чуеме ставот на монетарните и финансиски експерти. Некаде мојот личен став е конзервативен, од секогаш бил, но сакавме да го видиме и тоа да го зачиниме да биде по-различна дискусијата. Ви благодарам на сите за првиот чин. Сега на кратко би сакал само јас да потикнам прашање и после ќе оставам само и од тек доколку времето дозволи и од страна. Би сакал само професорот Љубе Трпевски да го запрашам, бидејќи беше во тој дел гувернер. Јас често знам или ние да направиме една паралела за денешната ситуација на пост-ковид период, кризата во Украина, војната, со онаа криза во 2001 година. Практично ние бевме млади студенти во тој период во екот на воениот конфликт во Македонија. Ова го говорам не со цел да вратам некои лоши спомени и некои непринципиелни спогодби, ако може така да ги кажам, болни во однос на денешната иднина, него го говорам од економска гледна точка. И во 2001 година, и во 2020 година, и во двете паралели можевме да забележиме дека вториот квартал 2001 и вториот квартал 2020 имавме двоцифрена рецесија. Сега бидејќи имаме еден гувернер кој бил во тоа време, а после па имаме еден министер за финансии, мислам дека јас ќе го отварам прашањето, ова ми дојде спонтано додека дискутираа колегиве. Не го планирав, би сакал да го замолам професорот Љубе Трпевски, поранешниот гувернер, како успешно се справија банките тогаш. Морам да кажам дека и тогаш, и во 20-тата, и во 2001 година македонските банки излегаа од состојбите како стабилни, и беа, ако можам така да кажам, да потребам еден збор понароден, први на тој браник на македонската макроекономија, секако под менторство на монетарниот менаџер во тоа време. Ова, ако имате амбиција да ни кажете еден дел од минатото, бидејќи навистина е добро да го чуеме како македонската економија 2001 излезе, ние сите тие ги знаеме сцени од воените конфликти, а и младава генерација која не следи и прилично би било добро да го чуе тоа. Поведете, професоре, само микрофонот мислам дека треба да го вклучиме. Го вклучив јас, мислам дека се слушаме, да. Благодарам колега Наумовски на прашањето. Па ние од осамостојувањето до денес практично сме во, да речам, перманентна криза, предизвикана повеќе од надворешни фактори отколку од внатрешни. Во почетокот првите години 92-93 како непризната, уште неприменени во Обединените нации, ние на банка не сакаше акредитив да отвори. Не можеше, иако се имаа собрано средства да се купат
пак се меша некој. Иако се има собрано средства да се купи нафта, не можеше да се плати. Тогаш излегува во пресред банките каде што Стопанска банка беше акционера, тоа беше Англо-Југослав, Франко-Југослав, Адрија банката, а пак внатре имаш огромни критики зашто со нив работиме, треба да раскрстиме со Југославија и со све што беше југословенско. Потоа дојдоа блокадите од Грција. Може да замислите колку е важно Солунското пристаниште, колку беше важно сите други страни беа невозможни за да се носи стока, да се извезува или да се увезува стока. Али најтешко за мене како гувернер беше 99-та година, затоа што тогаш се сеќавате беше бомбардирањето од страна на НАТО земјите на нашиот северен сосед и огромен број, преку скоро 300.000 избеглици имавме од страна на Косово тука кај Стенковац и по Западна Македонија по градовите, и кога народот, гледајќи ги како прелетуваат авионите на нашето небо, нагрна во банките да си ги подигне девизите, што ги има, заштедите што ги има. Банките тоа што има во резерва што го чува го исплатија, потоа се обратија до Народна банка, ние тоа што имавме во трезорот им дадовме и дојде денот утредента да мора да се затворат сите банки. А тоа значи банкрот на цел систем. Може да замислите во таква ситуација, иако во тој период девизните заштеди банките ги чуваа по наредба од Народна банка 90% во странски банки. Значи, не беше проблем да им немање на средства. Тие имаа средства, само беа во Германија, во Австрија, во Швајцарија. Проблемот беше како да се донесат. Аеродромот во Скопје беше затворен заради бомбардирањето што се случуваше. А ако до утре не се донесат, тогаш значи пропаст, банкрот на цел систем, банкарски систем. И во тие мигови спасоносно решение најдовне со помош на гувернерот на Централната банка на Грција, господинот Пападемос, кој што постана покасно и технички премиер за време на големата финансиска криза што ја снајде Грција, кој што ми обеќа дека ако авион слета полн со германски марки во Солунското пристаниште, дека по најбрз можен пат ќе го донеси до границата во Гевгелија и дека нема никакви проблеми да има. Верувајќи му нему, слета вечерта во 10 сатот во Солун, до 12 сатот беше возилото специјално од Народна банка во Скопје. Цела ноќ ги разнесувавме марките по сите банки низ републиката и утредента кога се отворија шалтерите, видува народот дека им се исплатуваат парите и почна за неколку дена се смири ситуацијата и почна да ги враќаат. Ете, со такви работи се случуваме, да не зборуваме за 2001 војната, кога одеднаш од буџетски суфицит дојде земјата за неколку месеци во огромен буџетски дефицит. Народна банка мора да реагира за да го заштити курсот. Тоа беа тешки премрежиња, тешки времиња, али сега јас пак да се навратам на верувам во координацијата и кооперацијата помеѓу Народна банка и Министерството за финансии и дека ќе најдат сили да ја надминеме оваа криза. Ја не сум за тоа да намерно предизвикуваме рецесија, по цена да дојде рецесија. Јас сум за благи мерки
вака како што ги превзема Народна банка. Разбирам дека е исцрпен и буџетот и затоа треба да се насочи сега само кон ранливите категории. На нас, на останатиот дел од населението, крововите им се цврсти, нема да врне. Ако врне, ќе врне кај наранливите категории, на нив треба да им се помогне во овие моменти и да се надеваме дека и војната ќе заврши и ќе се смири сета ова ситуација. А ако ми дозволите, пошто веројатно нема да земам повеќе збор, мене срце ме боли кога гледам дека покрај другото и храна увезуваме. Земја која што треба да извезува храна, ние увезуваме храна. Па моја препорака е нека појдат министрите, владата што се занимаваат со таа проблематика со земјоделието, нека погледат не на друго место, кај северниот сосед, во Србија, зашто е таму секоја беда земја обработена во Војводина, а кај нас најголемиот дел од обработливо земјиште не е обработено. Што е причината? Мора да се најде решение. Понатаму, бидејќи и струјата е главниот проблем. Ние од Козјак, кога јас бев во владата што се заврши, потоа Света Петка, немаме објект. Ево слушам сега дека е при крај процедурите за Чебре. Тоа е голем проект и дај Боже да почне да се гради. Меѓутоа, ево еден предлог. Има цела техничка документација, све беше завршено, беше одобрен кредит за ова централа на кораб, како се вика, на Бевар, како и беше името, не знам. И се прекина заради протестите на еколошките здруженија. Нека најдат заеднички јазик со еколошките здруженија, нема да настрадаат трите риса што постојат во Мавровскиот регион. И ево предлог. Банките наши може да формираат конзорциум и без било какви последици по останатата ликвидност и на државата и на стопанството да го изфинансираат тој проект и да почне веднаш градбата бидејќи целата документација е готова. Мораме такви работи да превземаме за да и не можам да одминам, а да не кажам дека мора подхитно да најдат консенсус партиите и во опозиција и во опозиција да прекине партизацијата во администрацијата што се прави. Тоа е погубно. Сега опозицијата критикува владата дека ја партизира администрацијата. Тоа истото го прават таму на локално ниво тие што се во улога на позиција. Мора да се најде заеднички јазик, да се прекини партизацијата, бидејќи тоа погубно да дојдат стручни лица, да се намали јавната администрација, таа што ќе остане да биде квалификувана и добро платена. Само така можеме да одиме напред. Ете, тоа е што можам да кажам. Благодарам, професоре. Добри препораки, јасни и важни, би рекол, од професор кој има сериозно искуство и обавува повеќе позиции. Сега би ја повикал и останатата публика, не знам дали тие кои не следат во онлайн преку порталот можат да поставуваат прашање или некое прашање, бидејќи времето веќе ни е како се вели искористено. Уште некоја дискусија би сакал некој од дискутантите, ако има некакво прашање во контекст на темата. Сега не гледам, има рака, но не гледам име и презиме, само би морал да замолам кој сака да постави прашање. ЦБ Александар. Овели Александар. Здраво, благодарам на обтежната дискусија на сите учесници. Јас доаѓам од стартап светот, баш да се надоврзам на целиот спектар, да речеме, на сите работи што се случуваат. Како лаик, само ќе ве замолам да включите камера, затоа што извинете, со кого разговараме и
Извините. Благодарам, повели. Како лаик, да. Како лаик јас можам да видам дека најголемите проблеми и најголемите инфлациони најголемата инфлација што имаме во моментов се случува во секторите што се, ајде да ги речеме така, менаџирани, односно регулирани. Значи храната е регулирана индиректно со квоти, а енергенците директно со цени, односно со дозволи. Значи имаме ситуација кај што се што е регулирано вештачки потфрли. Тука е нашиот проблем. Сега од однос на стартапот кај што ја доаѓам. Значи сега очекуваме иднина дека економскиот раст се зголемува. Некогаш. Па зашто стартапите би бирале, односно новите фирми би бирале земја која што е нестабилна, зависи од други фактори. Најголем адут става на банките. Значи имаме континуирано работи што се неповолни за развој на бизнисот. А тој бизнис треба да ги пуни буџетите и така натака и така натака. Така, само ќе ве замолам Многу прашањето што вие тоа сака само чисто да надополнам на факторите што влијаат од мојот гледен аспект. Многу убави ви се Нека- констатациите, се Благодарам. согласувам тој го кажа и дискутантите. Стабилноста, Александар, еве ќе оставам некој од колегите да се вклучи. Стабилноста политичка е важен елемент. Ние сме во криза од кога паметам јас. Еве од некои од колегите знаат, од генерациите претходни кај мене политичари, ние сме во перманентна криза. Тоа е нешто што не одминува. Ја спомнавте, професоре Трпевски, Србија има, сега се покажува колку е важна политичката стабилност. Некогаш за сметка на некоја демократија, јас би нафрлил тема, и потврста рака може да биде подобро управување, според мене. Тоа се покажува во Србија. Сите ја коментираме како добар пример. Бидејќи има најголем раст од пред ковидот, најголем земјоделски раст, и ако милувате и со дуално образование сега еве и тука има прогрес, ние 10 години го зборуваме тоа. Како и да е, поентата беше од колегата неколку забелешки, некој од вас би сакал да даде коментар или некоја надополнување. Немавме конкретно прашање, но имавме некои негови заклучоци како предприемач, ако добро го разбрав, или стопанственик, стартапџи, ајде така да го. Добро. Има некој председател на комората или? Да, еве, јас би краток коментар. Мислам, ги сватив констатациите од господинот Александар и апсолутно се согласувам и ајде да се потрудам да го симплифицирам одговорот во една реченица. Сегде каде што е умешана државата имате хаос. Значи, оваа држава е заробена не од некои политичари кои се тука или не се тука, него е заробена од самите институции. Сегде, кажете ми едно јавно предпријатие кое профитабилно работи. Ја не знам. Сите се прашање 30, 50 или 100 милиона у минус. И то се толерира од година на година. Нема приватизација, нема реструктурирање и така натаму. Еве професорот Љубе многу убаво ги објасни зошто Србија произведува. Моето семејство веќе 20 и нешто години поседува компанија баш во Војводина. Знаете зошто? Затоа што во Војводина вие имате големи приватни поседи. Во Војводина веќе имате семејства кои обработуваат. Имам еден комшија тамо, скромни 3000 хектари. Земјоделско семејство кое обработува 3000 хектари. Има фирми земјоделски кои обработуваат по 10 до 15.000 хектари. И веќе е сериозна количина на храна да се произведува, најмодерна технологија и така. Овде кај нас приватизацијата се направи катастрофално. Земјоделското земјиште се уште државно, па ќе го сочуваме ресурсот државен, нема да го приватизираме и го чуваме. Никој не го обработува, нема никаков фидбек од тоа земјоделско земјиште и така натаму. Храна не знаеме да произведеме. Јас повеќе пати сум го спомнал тоа. Некој да ви поклони во овој момент, еве и професорите се тука, еден мал предизвик, 10 милиони евра и да ви ги стави на масава. Јас сум сигурен дека вие во Македонија нема кај да ги инвестирате, освен станови да купите. Кажете ми друга инвестиција каде би можеле да ги инвестирате.
Не постои, нема таква можност. Значи, енергетиката е во катастрофална состојба. Ние од приватниот сектор тргнавме во инвестирање на обновливи извори и веднаш почнувате сега, зошто да се инвестира, па ќе падне. Јас сум убеден дека во моментов постои енергетски картел. Неколку државни институции заедно со трговците на струја ја штитат монополската позиција на некои трговци и увозници на електрична енергија. Ние во Македонија во овој момент додека го водиме разговорот, имаме цена на регулираниот пазар која е повисока од одредени денови на слободната берза. Мислам навистина не сватливо. Ако дефинитивно државата не е способна, се гледа дека не е способна, дозволете ни ние приватниот сектор сам ќе инвестира и во одредени хидроелектрани, дали акционерски друштва, отворени проекти. Кој е објаснувањето за Чебрен дека 10 пати или не знам колку пати се поништува тој тендер? И професорот Борче Треневски убаво го објасни тоа, одредени јавни набавки може да се направат за 50% пониска вредност. Каде е останатата 50%? Корупција. Висока корупција, лоша организираност и никакви реформи. Со години нема ни една реформа. Јас сум сигурен дека овој буџет сега што се проектира од 5 милиарди евра, дел од министриве кои имаат приватни компании, дека во неговата приватна компанија ваков буџет не би проектирал и нема да го спроведе. Зашто знае дека е штетен, ама во држава ќе го спроведу. Нелогични работи. Дефинитивно мораме да влијаеме да се промени и свеста, и начинот на размислување, и начинот на однесување. Тоа е заедничко. Ако економијава нема ефекти, сме најслаби во Европа, навистина не гледам зошто вака да продолжи во следниот временски период. Ве поздравувам. Се извинувам, ќе морам да прекинам да се одјавам. Добро, благодарам за вашето присуство. Јас би отворил уште едно молба кој сака да се вклучи кратко и за 2 до 3 минути. И ние би ја завршиле дискусијата. На господинот Трајан најнапред му благодарам, еве и на крај, за неговото доследно почитување на времето и учеството. И ќе го охрабрам што повеќе настани еве и заеднички во иднина, како велат, најдобрите политичари обично не излегуваат на избори и сите сме некако неопределени и за тоа сме до овде. Колку повеќе сме можеби поактуелни, кога треба, би било поинаку и се она што можеби го говориме. Еден пример ќе биде една министерка во владата на Република Словенија која е од Виница. Повеќе не треба да говорам, јас бев трогнат од тој случај и еве ќе го спомнам. Немам практика до сега во овие години да спомнувам ниту еден ваков пример, но еве, тоа е Македонија. Само тоа видео можете да го изгледате и тоа е објаснувањето на нашиот систем. Благодарам уште еднаш. Добро. Дали некој би сакал да поентира на крај од колегите професори, од колегата од НЛБ, или да полека ја привршуваме дискусијата? Синиша, може една слика да споделам на share screen само без коментар? Може, секако. Ајде да пробам дали ќе. На зеленото копче има... Да, знам, дали имам поддршка само за... Професори, изненадувате, баш да видиме сега. Дали се гледа? Да, се гледа. Добро. Ова биде крајот од професорот Никола Поповски. Ова е, значи, предната страна на еден артикал, еве као што гледате овде, на 8 ноември објавен, од председател на инвестицијска компанија во САД, но насловот е интересен. Кевин Олири некој, и не е битно. On inflation. Вика, вие испринтавте 7000 милиарди во 30 месеци. Што мислевте дека ќе се случи? Се обраќа на американските власти. И гледајте сега доле табелата што ја приложува. Табелата 1985 на 65-70 и вика, со други збор, 30% од доларите во циркулација во јануари 22 беа создадени во претходните 30 месеци. Значи, за 30 месеци создале 30% дополнителна понуда од долари и вика, насловот, се враќам, What did you think would happen? Што мислевте дека ќе се случи?
Мислам дека има дел од одговорите во ваквите овие. Благодарам. Благодарам за одличната визуелна завршница. Мислам дека нема потреба од дополнителен коментар. Јас на сите ви се заблагодарувам за вниманието од името на Академијата за банкарство и информатичка технологија и од името на представниците на глобалната недела на предприемништво. Се надевам дека ги оправдавме очекувањата на младите лица, особено младите идни предприемачи. Уште еднаш, благодарам. Благодариме, почитуван колега, имајте убав ден. Пријатно. Благодарам многу на поканата. Благодариме. Благодарам. Пријатно. Поздрав.